Оклопните возила CV-90 беа распоредени со 21-та механизирана бригада на Украина во летото 2023. Командирот на ова возило го ославуваат како Кипиш. Работе во градежништвото во Полска пред Русија да ја нападне Украина. Вели дека потребата да ја заштити својата мала керка го натерава да се врати дома. Кога видов на интернет дека непријателот почна да не гранатира, го нареков моето дете најскапоцената личност во мојот живот. А таа ми рече: тато, пукаат во нас. CV-90 се пешадиски возила дизајнирани за транспорт на војници и за напад на непријателски тенкови. На почетокот на јуни, Холандија се согласи да потроши повеќе од 420 милиони долари за производство на неколку десетици тенкови дизајнирани од Шведска за Украина, изјави холандскиот министер за одбрана за Defense News. Според началникот на баталјонот на 21-та механизирана бригада, кој се нарекува Самурај, овие шведски возила се ефикасни под силен непријателски оган од артилерија и беспилотни летала. Маневрираат на бојното поле. Друга предност е оклопот, а екипажот може да потврди дури и кога не гранатираат. CV-90 нема големи оштетувања од артилерски оган или од дронови. 21 годишниот Самурај дипломирал на Војната академија во Одеса. Вели дека овие оклопни возила им помагаат на војниците да бидат безбедни, додека се преместуваат од место до место на фронтот. 6 пешадици можат да седнат со целосна опрема и да се упатат до местото на следната задача. Безбедно. Ова шведско борбено возило е опремено со термички инфрацрвени зраци, кои што му возможуваат на екипажот да оперира дури ноќе. Дополнително, возилото тешко се открива од непријателот благодарение на технологијата за намалување на топлината при движење. Defense News објави дека холандското министерство за одбрана очекува да ги испорача новите CV-90 за украинската армија до 2026.